Западно-македонски тип на носија. Кон овој тип на носија припаѓа поголемиот дел од носиите во горно-вардарската, дебарско-мијачката и барсјачката етнографска целина. Нивните основни карактеристики се горни бели клашнени облеки, ретко по боја црни или црвени. Во најголем број на случаи украсени се со црни, црвени, срмени и друг вид на гајтански апликации. Некои се украсени и со срмен вез, со апликации од чоја, со волнени резки и слично. Бели платнени кошули изработени се од лен, коноп, памук и слично. Тие се од типот на така наречената динарска кошула. Богато се украсени, а посебно женските кошули, со специфична полихромна везбена декорација во геометриски дух и со специфични везачки техники. Некои од нив се везени и со бел вез. Машките појаси се ткани и еднобојни. Карактеристично за нив е тоа што се со прави шарки или со каро комбинации. Сите најчесто на црвена или темно црвена основа. Женските појаси се плетени во вид на гајтан. Ткаени се во вид на долги тесни појашчиња, со едноставни прави шарки или пак се богато орнаментирани. Други пак се пошироки, а дел од нив се богато украсени со резки. Женските скутини ги има во разни димензии. Орнаментирани се од наједноставни прави шарки до совршени орнаментални целини. Голем дел од нив се богато украсени со резки. За овој тип на носија специфични се женските покривала за на глава, со богата везбена декорација и долги реси од црвена, црна или бела боја. Машките капи ги има во разни видови, како бели валанки, плитки капи со рамно или со заоблено дно, фесови, шубари и други. Богат и масивен женски накид во многу специфични форми на украсување и китање. Кај овој тип на носии, доминантен е постариот вид на облековни елементи, во кои се испреплетени траги и влијанија на повеќе култури, како старословенската, старобалканската, византиската и турско-ориенталната.